se собрахме и вечер овде да им дадеме подршка на нашите браќа и сестри маченици кои се неправедно малтретирани и се жртви на политичкиот програм кој го прави хунтата на власт предводена од антидржавната партија СДС. Ова политичка инквизиција, која нема никаква врска со правен преворот и функционален судски систем, ја користи оваа прилика преку измислени обвиненија и квалификации да се пресмета со своите опоненти, да се нарече тероризам она што нашите браќа и сестри го направија при својот обид да се одбрани уставот и суверенитетов е предаство од највисок вид. Ако не знаат што е тероризам, да им појасниме од овде. Тероризам е преверите на странска химна од говорниците во парламентот. Тероризам е нелегалниот извод на председател на тој парламент, преку гласање со две раци надвор од говорникот. Уште поголем тероризам е подметнувањето на платформи изготвени во странски држави, како ултиматум за преговори за формирање на владно мнозинство. Тероризам е напорот на владата од страна на терористите од потеничката револуција и симнувањето на државното знаме од јарволот пред владата на Република Македонија. Тероризам е палењето и вандализирањето на канцеларијата на председателот на Република Македонија. И за крај, најголем тероризам е распродажбата на македонските национални и државни интереси на сите оние кои ти помогнале нелегитимно да дојдеш и да се одржаш на власт. Сакаме од овде да им порачаме на оние кои се подготвени да виткаат кичми и да кажуваат дека сите наши проблеми се наша вина, затоа што сме ги провоцирале соседите, дека може само да ги виткаат своите собствени кичми, пред дека ги скршат ако сакаат. Но по никоја цена нема да дозволиме да ја виткаат кичмата на нашата татковина, Република Македонија. Ова што го прават, ќе ги прогонува за цел живот, а ќе ги прогонува и долго после тоа, затоа што ќе остане запишано како срамен историски факт, кој нивните потомци ќе сакаат да се избрише. Исто како што сега некои сакаат да го избришат фактот дека биле фашистички окупатори. Нивните поставки ќе се паметат и ќе се прераскажуваат како мизерни и преравнички, како што денес се прераскажуваат поставките на оние кои ги предадуваат Турунџев, Ченто, Шишков и Богдановски. ВМРО-ДПМН најето се спротивставува на оваа неправда. ВМРО-ДПМН бара безусловно запирање на сите овие монтирани процеси и итно пуштање на слобода на сите лица кои се фатени со овој класичен политички програм. И да им порачаме од овде уште еднаш дека ВМРО-ДПМН останува на улиците, се дека хунтата ги гази граѓаните и се изживува врз нив. Да живее ВМРО-ДПМН, да живее Македонија!